Да ја означиме за отворена панел дискусијата на темата македонските евроинтеграции и актуелните проблеми поврзани со истото. Сакам да ги поздравам нашите денешни панел дискутанти, и тоа господинот Александар Николовски, подпредседателот на Българската, господин Викторија Трајков, стратешки советник на генерална за работка на председател Христијан Мицковски, и господин Стефан Андоновски, меѓународен секретар на Българската парламент. Воедно сакам да го поздравам нашиот градоначалник, доктор Томи Коњановски, председателот на Българската по-менеджерска Никола Кацелевски, нашите ценните пратенички, Унија на жени, УНИСЕФ, ветераните и председ Патриотскиот институт и останали гости. Иначе, македонската иднина и Европа, заедно за Македонија и неговото членство во Европската Унија, нема и не смее да има никаква алтернатива. Затоа што Македонија и граѓаните на Македонија не заслужуваат тоа. ВМРО е првата партија и единствената која уште од самиот почеток и единствена партија која ги имаше зацртано јасно претензиите за Европската Унија и НАТО. Тоа мораме сите јавно да го кажуваме. Затоа денес на оваа тема ќе разговараме со нашите ценети гости, но пред тоа сакам да го поканам градоначалникот да зема поздравен говор и после тоа нашиот председател Пеце Белески. Моля. Почитувани гости, подпредседател на Българската парламент, Александар Николовски, Викторија Христовска, почитувани гости, пратенички собранијата на Република Македонија, Пеце и останати присутни, дозволете да заблагодарам прво за честа што ни го кажавте на ваква панел дискусија, да слушнеме зборови од луѓе кои навистина си ја знаат работата, кои се длабоко инволвирани, се луѓето кои ќе водат Македонија во периодот после есенва, се надевам, секако со наша помош, со наше учество. Темата за која денес говориме, за која денес веќе зборуваме, е многу актуелна. Она што евроинтеграциите и она што сите намерници, добронамерници кои доаѓаат во Битола го напоменуваат, меѓутоа ние треба да го кажеме она што е наше мислење, јасно, гласно, недвосмислено и во однос на меѓународната политика, во однос на односите со Република Бугарија, она што е актуелно, што следува во денови, предпоставам, кои доаѓаат. Вашите дискусии, вашите мислења се многу значајни за нас. Се надевам дека сите заедно ќе слушнеме работи кои треба секако да ги пренесеме понатаму. И она што секогаш го истакнуваме, да бидеме сложни, единствени, пред сега на периодот после кој предстои 18, да покажеме еден пркос, еден непокор на македонскиот народ, зашто државата ни е узурпирана и повеќе велам немаме каде. Притиснати се до силот и со помош на умни, паметни луѓе, ДПМН е партија која поседува тоа, секогаш има интелектуални капацитети и евроатлантска интеграција, така да се надевам дека заедно сите ќе го оствариме стремежот, зашто учествува во создавањето на секако на државата. Тоа не смееме да го забравиме во периодот на тенденциите наши, после тоа, секогаш во народ да помне пилот на браникот на татковината. Така и ќе остане. Благодарам уште еднаш и да не ви узурпирам просторот, да чуеме нешто.
кратко, уште да се заблагодарам на Комисијата за меѓународна соработка, тоест на дворешни работи, како ние што се нарекуваме. Многу ми е мило што како Општински комитет успеваме во континуитет минатата година и оваа година во месеците кога се одлучува за Европската унија на Македонија да поразговараме на ваква панел дискусија. Благодарам што извршниот комитет председателот, советникот за меѓународна соработка, како и да е името, неколку пати грешивме, но сепак она што незиното знаење кој што има исто така ќе го пренесе Стефан тука. Благодарност до пратеничките, до советот, кој што е тука присутен градоначалникот и сите структури, патриотски и унијата на млади и жените, сите, ние сите заедно го правиме ова. Еве во континуитет веќе некој време уште еднаш благодарам да оставиме на луѓето кои што имаат нешто да ни пренесат свежи информации, затоа што пред скоро време беа на еден голем настан. Така да благодарам за присуството и благодарам на гостите. Да не дължиме, значи го интерес на времето, но давам звук на господинът Александър Николовски. Благодарам на поканата. Би сакал да ме поздравам на почеток градоначалникот, председател на Општинскиот комитет, пратеничките и сите кои што дојдовте, наистина е задоволство и секогаш кога имам можност, кога добивам покана за идола, сакам да сум тука. Имаме вака едни убави 2 дена, вчера беше председател на партијата и денес јас сум тука, така што наистина е добар фокус на идола. Темата на која што ме поканивте да разговараме за Македонија е комбинирано од актуелна, надежна, лажна и помалце досадна. Веројатно ова се 4 синоними кои што можете да ги чуете од секој гледање. Важно затоа што државата уште при осамостојувањето реши дека патот е прозападна ориентација. Това беше сушност и слоното на нашите дедовци кои што ја одржуваа идејата за добро жива во периодот на комунизмот, кога беше забрането било кое друго политичко действување освен комунистичката партија. Така што на тие темели ВМРО, кое што се позорно и ВМРО да помене, успеа на почетокот на 90-те години во Македонското собрание да донесе декларација со која што се заложи Македонија да стане член на НАТО и на Европската унија, во услови кога наследниците на Сојузот на комунисти, кои што сега се викаат СДСМ, гласаа против таа декларација, односно во тие моменти беа против, чисто за да се знае кој на која страна во историјата бил и кој каде бил во тие клучни времена. Тоа е од една страна, зашто е темата значајна. Од друга страна, зашто темата е актуелна е затоа што на секој 3 или 6 месеци лажно се открива надежда кај македонските граѓани однос на почетокот на евроинтеграција. И со оваа влада на СДСМ и на ДУИ, со оваа влада на ЗАЕД и на сега на местото на ЗАЕД, практично сето останато се фрли во втор план, чекајќи до тој фамозен датум за почеток на преговори. Остилот на мој филм чекајќи го нема, ама некои кои што не се појавува. Така, за жал, изгледа и датумот за почеток на преговори со оваа влада на СДСМ и на ДУИ. Бројни надежди граѓаните беа кредати, бројни очекувања. Тие очекувања сега посоставаат постапно и разочарување, а во исто време реализација нема, а проблемите не се решаваат. Македонија се повеќе тоне во криминал, корупција, реформи скоро да нема, економската ситуација веќе е наравна катастрофална. Зборував проблемот и изјавата се меѓу другите, се очекува ново поскапување на електричната енергија, овој за некаде 31%, што кумулативно со двете претходни поскапувања веројатно тој над 70% за граѓаните кои се да спојдат цифрите сега со 2020. Тоа поскакување за институциите и за општините во кои што пак сите ние платиме данъци е
бари на сите нас, на граѓаните, кои што за жал одат во дупе заради оваа економска ситуација, да не зборувам за основните прехранбени производи, типот на лебот, брашното, асфалтот, месото, млекото и така натаму. Зошто реков дека помалци е досадно? Причина што некако 30 години се повторува истата тема, но не се гледа сериозен напредок и не се гледа сериозно поместување, што е секако одговорност на најголем дел од тие кои што биле или се на власт, ако не и на сите, но секако е одговорност на останатите констелации, за кои што сакам малце да позборувам пред да се вратам на домашните теми. Она што е факт дека желбата не само во Македонија, туку во целиот регион за приклучување кон Европската унија е јасна, но исто така она што е факт дека се поставува често прашањето дали стратешката ориентација на Европската унија е насочена во иста насока во која што размислуваат земјите од регионот. Затоа што процесите кои што се случуваат во Источна Европа, во овој регион секогаш се одлагаат. Така беше уште во 90-тите години, така беше со агентата 3000, така беше со добивањето на кандидатски статус, кога земјите на поранешен СССР се председничам на балтичките земји, кои земјите од поранешниот источен блок, односно на Полска, на Унгарија, на Чешка, на Словашка и така натака, доста побрзо успеа да го фатат возот за Европска унија од земјите на Југоизточна Европа. Прво се дозвеше со Словенија, Романија и Унгарија, после тоа некако успеа и Хрватска да фати после на тој воз и тука застана и замрзна процесот на проширување. Гледаме дека во овие месеци се развива и една нова идеја, која што според мене е излишно лоша за Македонија. Тоа е идејата за така наречена Европска политичка заедница, која што ја презентираше јавно председателот на Франција Емануел Макрон после победата на председателските избори, а во очи на парламентарните избори во Франција, кои што се случуваат токму во овој месец, во месец јуни. После неколку дена истина беше поддржана и од председателот на Европската унија Шарл Мишел. Така што од две многу сериозни фигури, од председателот на Европската унија и од председавачот за Европската унија, затоа што Франција во овие 6 месеци председава со Европската унија, дојдоа проекти кои што не се многу препорачки нити за Македонија, нити за регионот, а кои што практично значат создавање на Европска унија, условно кажано на прва лига, и Европска унија, односно Европска политичка заедница од втора лига. И за жал, местото на Македонија се портретира во оваа Европска втора лига. Проблемот најголем тука не е само тоа што има идеја да се формира Европска втора лига, туку многу поголем проблем се три работи. Прво е друштвото во кое што, условно кажано, би биле. Тука би влегле земјите од Западен Балкан и земјите од поранешен СССР, кои што не успеа да се интегрираат во Европската унија. Не мислам дека за Македонија е добро друштво Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Молдавија, Украина, Русија. Наистина не мислам дека тоа е добро друштво за Македонија, нити е нешто што македонските граѓани го осекуваат. Вториот проблем е што ова здружување ќе е многу лабаво и нема да има цврсти извршни и политички механизми. Значи, ќе е некоја понапредна фаза на Советот на Европа и на ОПСЕ. Македонија е пълноправен член и во Советот на Европа и во ОПСЕ, за жал некој голем бенефит нема. Еве и денес е актуелна состојбата со Бугарија, за која ќе зборувам малку подоцна. Европскиот суд за човекови права во Страсбург има 14 пресуди кои што се во корист на македонците од Бугарија, односно Македонска Македонија, со кои што се бара да им се дозволи сојузување, формирање на здружение и негување на македонската јазика и македонската култура. Ниедно од тие пресуди Бугарија не имплементира, затоа што Советот на Европа нема јасна извршна клаузула, односно нема извршен механизам кој што можела да ги
Така што на исти начин би било и ова сојузување во оваа Европска втора лига, каде што би немало сериозна извршна моќ на оваа нова седница. И третиот проблем е што финансиските механизми кои што има Европската унија нема да бидат достапни, ниту бидат достапни во ограничен број за оваа основно кажана Европска втора лига. Това е нешто многу сериозно, кое што за жал од владата на СДСМ и на тој се избегнува во јавност. Јас бев прв кој што напише и авторски текст на оваа тема, уште некаде месец дена и побарав да земе ставка по држава, гледам дека власт избегнува. Што не носи до вториот абсурд, тоа е поврзан со проблемот со Бугарија. Фактот дека државата има проблем со Бугарија, фактот дека Бугарија става вето на почетокот на преговорите на Македонија со Европската унија, но се поставува логично прашање која е целта да по секоја цена се инсистира на договор со Бугарија, кога е јасно дека ако останат вакви работите, членството на Македонија во Европската унија е крајно неизвестно, да не речам скоро и невозможно. Тука би сакал да отворам уште еден сегмент, а тоа е поврзан со внатрешните состојби. Обично не се наоснувам во коалиција едина, но нема друг начин да го кажам. Јас бев првиот кој што уште во пролетта 2018 година, кога постоеше една голема еуфорија кај владата на СДСМ и дури беа таа заведени на власт, победија убедливо да ја на локалните избори во октомври 2017 година, почна да разговараат со Грција и постоеше една огромна еуфорија дека ќе се реши проблемот со Грција, како се реши друго прашање, и дека Македонија ќе стане член на НАТО за почне преговори со Европската унија во јуни месец таа година. Јас пролетта 2018 година кажав дека прво се спрема една лоша работа за Македонија, тоа е Македонија да влезе во успеха со Албанија, што за жал потоа се случи во тие моменти. Од владата праќаја сообщение дека тоа што постуруваме научна фантастика, за жал таа научна фантастика се оствари, за жал за тоа што не е добро за државата. И втората работа која што ја кажав беше поврзана со корупцијата. Веќе почнаа тука во комшилук во Реквитола камионите на сотруднички регистарски таблици да вртат по 36 часа на ден, иако денот има само 24 часа. Во суштина никога не вртат, затоа не се произведува доволно електрична енергија, но контриbuите на фактура се по 36 часа, односно почна да мириса на корупција. И во тие моменти кога почна да мириса на корупција, јас го кажав, а тоа и го кажа пријатели од Брисел, дека дури и Македонија да го реши проблемот со Грција, доколку постане тоа ниво на корупција, Македонија нема уште преговори со Европската унија. И уште кажав дека се додека се СДСМ изорна заедна власт, Македонија нема уште преговори со Европската унија. Затоа што никој не сака да седне на иста маса со корумпиран премиер и не сака да седне на иста маса со човек кој што јавно го има шквара евро за црквата и евро за обратно, што ја значи црквата во таа снимка. 5 години подоцна Македонија не почнува преговори и можам, од тука да кажам дека Македонија и сега нема да почне преговори, односно за жал и на овој самит кој што слушал во Луксембург нема да почне преговори. Нема со приоритет за почнат на преговори на Македонија со Европската унија, затоа што едноставно со ваква конституционална влада не сакаат да седат на иста маса. Таму од другата страна се исто така политичарите и исто така имаат опозиција, ќе да изборите држат тоа што се подобри на маса со вакви криминогени типови. Треба да сме свесни дека тоа е суштината и тоа е вистината. Затоа што не се лаже. Ние немаме проблем со најсилната земја членка на Европската унија, имаме проблем со најслабата и втората оддолу земја членка на Европската унија. Нас не блокира Данска, нас не блокира Бугарија. Доколку големите европски центри, председника, мислам на 45 најголеми и најбитни земји членки на Европската унија, се убедени дека Македонија заслужува и треба да говори за членство со Европската унија, верувајте дека проблемот со Бугарија ќе се реши за едно предпот или едно друго. Ќе се истовари таму еден дипломатски тешкаш, ќе направи 4 председници што треба направи, ќе заврши работата, нема потребање да преспива во Софија, ќе се врати вечер на дома, на вечера со
семејство. Ама тоа не се случува затоа што кажувам дека нема убеденост дека кој треба да го говорите пред се заради степенот на корупција, немање функционален систем на управување на правото и економската состојба во која што е државата. Решението се брзи предвремени избори, нешто зашто ако имаме поголем временски период, се обидовме тоа да го направиме низ еден диалог, низ една лидерска средба на која што би разговарале за консензус околу датум за избори. За жал имаме откривање во Ковачевски сега само да седнеме и да разговараме за датум за предвремени избори. Следната фаза е што е останала опозицијата, тоа е улицата, затоа сакам да ја поканам сите на 18 и ние се вклучите на мислам дека ќе биде најголемиот што не било тоа во видео во Скопје, а и после тоа да продолжиме со блокадата со цел тек на месец јуни да се договориме за предвремени избори и кои што могат да не случат овоите. Јас се заставам тука, ви благодарам многу и че ја ви поздравувам да вас. Сега даваме збор на господја Викторија Дракова. Добар ден на сите. Темата најголема кога се сообраќаш пред своите дома. Благодарам на Општинскиот комитет Битола и на Комисијата за надворешна политика на Општинскиот комитет Битола што ме поканија денес. Се надевам дека ќе извлечеме добри заклучоци од денешната дискусија. Она што прво ми падна на памет кога Битола ми се јави дека сака да прави некоја панел дискусија за европската перспектива на Македонија е како дипломат од кариера кој што е веќе 15 година работам во Министерството за надворешни работи, ми дојде на памет прво да зборувам за кадровската неподготвеност на државата за да го изводи тој европски пат. Кога зборувам за кадровската неподготвеност, мислам оно што ние како дипломати секојдневно го живееме и си викам па од каде да почнам, затоа што секој ден се нешто се случува, ни одбиваат амбасадори, кандидати за амбасадори по земјите на прием, внатрешно се случуваат многу работи како институција, имаме се соочуваме со тој политички реваншизам и така натаму, и така некако ми дојде идеја дека можеби денес треба да ја начнеме таа тема, зашто еве кога ќе градиш една куќа нели почнуваш од темелот па цидаш нагоре, така што ние како институционална подготвеност, односно неподготвеност, имаме тој најголем проблем зашто европскиот пат ни е многу далеко за да го изодиме, а исто така европските порти ни се се уште затворени. Да почнеме од најновото, пред нецели 2 до 3 недели имаме нов кандидат за амбасадор на Македонија во Брисел. Знаете дека седишето на Европската унија е Брисел и дека сите тие настани и најголемите лоби моменти за својата држава да случуваат таму. Случајно или не, нашиот граѓанин е избран за кандидат за амбасадор во Брисел. Меѓутоа, спорниот момент е што истиот тој амбасадор пред да биде пуштен да биде кандидат за амбасадор во таа земја, не е проверено што може да служи како пример за неговото представување нација. Спорниот момент е што истиот тој човек пред некои година и пол прави навистина едно дивење по македонските автопатишта и пробува да се јави по тие канали, судски канали, да неговиот предмет биде, ајде да речам, саташен или затворен во фиока и некако тој пример која ќе го слушнат во Брисел, не верувам дека баш така една држава да испрати таков кандидат кој што ќе ga представува државата која што би требало да биде членка на нивното семејство. Второ, сигурно сум дека сте запознаени, сте прочитале за тоа што се случи со нашиот кандидат за амбасадор во Вашингтон, некогашната градоначалничка на Тетово. Верувајте ми дека тоа не е сосема случајно, зашто греманот е одбиен. Сигурно сум дека и европската перспектива, но и меѓународната позиција на една држава не треба да биде избалкана уште
може и уме да направи нешто што може би пократко што очекуваме сите ние дека ќе го смени во тој поглед, затоа што и постулатите на самата партија и на самата идеологија стои дека нашите евроинтеграции како и НАТО интеграции не се под број 1 и мислам дека имаме капацитет и доволно ресурси за оваа состојба да ја промениме. Второ, сигурно сум дека нема да ни се случи со ова една нова генерација во нашата партија, да секојдневните неубави работи по конзуларните представништва по амбасадите не се случуваат и нема да се случуваат, затоа што сметам дека во ново раководство на оваа партија имаме одредени принципи и термин на работење со кои што верувајте ми дека моменталната заробена дипломатија нема да се повтори. И како трето, би сакала да го напоменам оно што нас не се случува како еден процес кој што вие како надворешни луѓе не го препознавате, односно не знаете како оди тоа. За да се избере еден дипломат кој што треба да не представува во консулатите и во амбасадите, прво имаме ние интерен конкурс во самата институција и тука некако треба да се одбере тој најдобар кандидат. Но за жал, во последните неколку години ние гледаме испраќање на луѓе кои што немаат апсолутно ни положен дипломатски испит, за кој што ние претходно полагавме година дена и се изучувавме таа дипломатска академија, го полагавме тој државен испит, но она што е најзабрижувачко е тоа што сите овие кои што се моментално, да речам, се праќаат во дипломатско-конзуларните представништва, немаат поминато соодветни безбедностни мерки и тој безбедностен сертификат не го поседуваат за да можат достоинствено да ја бранат нашата држава и нејзините позиции. Јас тука ќе застанам, сакам Стефан да продолжи, затоа што и тој има што да ви каже во поглед на младите и на фокусот на нашата младина кон тој европски пат. Сакам да ви се заблагодарам уште еднаш и да се видиме за убава наредна прилика. Благодарам за присуството. Веќе четврти пат тука во Битола да дискутираме на слична тема. Мене навистина се додаде и ми е посебен притиск, затоа што особено треба за во Битола да дискутираш по прашањето меѓународна политика, затоа што не е Битола секој обичен град во Македонија и вашите познавања некако се во историјата на градот втемелени во однос на меѓународните односи. Јас ќе продолжам всушност на теза која што е започна председател Николовски, но беше многу покоректен во анализата. Истата таа 2018 година, неговата теза беше многу едноставна, се дека заедно на власт, Македонија нема да ги почне да говори со Европската унија, и освен што беше наречена таа теза начина фантастика. Големиот европеец, може да се мисли како се неја против големиот европеец да дефектира, беше на редовар председателот омаловажуван, ширење на лажни вести, уината на ВМРО повторно преседува лажни вести, така натаму. За 5 години подоцна, оваа теза за жал да го доживее следното на дела. Но таа теза имаше една опашка. Таа опашка беше дека Бугарија не е единствената пречка на патот на Македонија во Европската унија, туку зад ставот на Бугарија се кријат некои поголеми сили. И тука јас ќе се заложам и ќе пробам да проширам оваа тема, оваа теза, и да видам кој е суштинскиот проблем. А каде што ние сега, веќе како локална власт и во најава како централна власт, можеме да покажеме разлика. Тоа е дека, во теоријата на меѓународните односи, тоа се дека теорија на интерес, државите меѓусебните одлуки или одлуките во меѓународниот поредок не ги носат од позиција на емоција или од љубов или од некои други побуди, како што знаеме да искоментираме на традиционално пријателство меѓу Грција и Франција или традиционално непријателство меѓу Франција и Велика Британија. Туку модерните меѓународни односи се базираат на теоријата на интереси, односно интересот на поединечната држава да ја максимализира својата моќ, односно да ја проектира својата моќ на најголемо можно равниште, било да е таа политичка, војна, економска, така. Така што одлуката дали Македонија ќе стане членка со Европската унија, на страната на Европската унија, е одлука од интерес, не е одлука од љубов. Никој вас ниту ќе прими од љубов, ниту ќе го одбие затоа што многу некои се добаѓаат како изгледа како
јаболка која што стои во амбаров и ги скапува другите јаболка околу себе. Односно, там продира сите најразлични области, економија и инфраструктура и прави проблем во сите тие области. И решението таму е директно и много едноставно, нема превенција тука, има промена на власт и доаѓање нова генерација. Која што нова генерација сериозно ќе ги казнува своите prvenstvено, а потоа и другите, ако ги фати дека се ослична продуктивна дејност. И ова е првата лекција може би за новата локална власт и тука во Битола, преку цела Македонија, кој ќе се огреши, кој ќе биде продуктивен, треба да одговара. Независно дали е од предходната генерација, од сегашната генерација политичари, дали е од СЛС, од новата комане или било која друга политичка партија. И тоа е првата, може би најважна лекција која што треба да запомниме, а можеме да направиме за да подкрепиме атрактивност на Македонија. Ќе се задржам уште трима, по мене многу важни теми. Првата од тие три, освен корупцијата, е недостатокот на искористување на фондови на Република Македонија од ИПА програмата, односно програмите кои што Европската унија ги нуди за Македонија. Именно во последната транша, односно ИПА 2 компонентата, кој што заврши минатата година, Македонија има фактично договори за околу 60% од средства кои што се определени за нејзе, но реализацијата е само за половина од тие, што значи околу 30-35% од средствата се искористиле во ИПА 2 компонента. Што значи дека ние и како држава кандидат, без да ги почнеме преговорите, сме имале можност, но не сме ги искористиле средства кои што Европската унија ги нуди. Со отварањето на преговорите на се отвора уште една врата на средства. Кога вие не ги искористувате и овие средства, во ИПА 3 компонентата веќе тие нема да растат двојно, како што би требало, туку ќе растат со помал интензитет. Регулативата, односно обврските кои што овие општини и кандидати за апликации ги има, ќе се споредуваат и ќе бидат поригорозни. Овде не помага в креирањето на магариња од страна на директорката на Националната агенција за ДТМО, не помагаат нереализирани проекти за влагање реализации, не помагаат колективни сделки и така натаму, но најмногу не помага тоа што ние не аплицираме доволно овие фондови. И ова е можеби втората лекција, дека нашите локални институции во моментов, а потоа и централната власт, треба да се посвети на градење на капацитетите за да може да искористи овие фондови максимално, што не го прави. Вториот заклучок во мене, што исто така многу важен, е тоа дека ние немаме присуство и поврзаност инфраструктурна и секако такова со земјите од регионот. Битола е малка на границата со Турција, односите меѓу нашите градови од оваа страна на границата и грчките градови од другата страна на границата се на ниско ниво. Фондовите кои што се користат за меѓугранична соработка не се многу искористени. Искуството кои што земјите од регионот сакаат да ги пренесат на Македонија, исто така не се многу искористени. Секогаш во Македонија на располагање стоеле Хрватска и Словенија, бројни закони, кои што добро знаат мене, се буквално препишани на Хрватска, по македонското законодавство, при така наречената апроксимација на законодавството со Македонија, но ние недоволно изгледаме искуството, знаењата грешки што нашите комшии ги прават, за да направиме нешто подобро од нивна страна. Бесплатно ни стојат на располагање на нивните експерти, секогаш да тука присутни за да ни помогнат, но николку сме ние присутни за да ги искористиме тези средства. И третиот заклучок, по мене многу важен, е неискористувањето на бизнис лобирањето. Тоа е дека, ако Македонија во последните 5 години не е влезена ниту една странска инвестиција од Европска унија, не може да очекувате дека Европската унија може да се сакира за Македонија. Зошто е тоа така? Во Македонија постои само една бизнис комора, тоест две бизнис комори, но само една од Европската унија. Тоа е германската бизнис комора, кој што е своевиден лобист за пристапување на Македонија во Европската унија. Чисто свој бизнис, го повторувам второто почетокот, интереси. Зошто? Затоа што најмногу би одговарало на компаниите, германски компании во Македонија, имаат отворен пазар со Европската унија, со нула данъци и нула давачки. Најлесно ќе биде да ги трансферираат своите работени од Македонија, Германија, Македонија, ние сме членка на Европската унија. Каде е тоа проблемот? Последната германска инвестиција во Македонија дојдена во 2016 година. Ниту една инвестиција во следните 5-6 години. Ниту една нова комора. Немаме француска стопанска комора, немаме италијанска стопанска комора, немаме дури ни чешка, унгарска или полска стопанска комора. Значи, овде имаме тотално неприсуство на меѓународниот бизнес капитал. Ако вие станете држава, која
што е товар домаќин на големите бизниси, тогаш државите од Европската унија сами ќе бараат да се приклучуваат. Зошто? Затоа што големите компании од Европската унија своите данъци плаќаат во своите држави, матични држави, своето влијание го имаат во своите матични држави и своите интереси ги проектираат во своите матични држави. Тие ќе бараат од своите влади, кои што ги плаќаат со данъци, тие испорачаат резултати за Република Македонија. Не затоа што многу се убави, не затоа што многу не сакаат, туку затоа што нивниот бизнис интерес ќе се поклопи со политичкиот интерес на Република Македонија. Се дека немаме случај за таков тип на ангажмани, ние ќе поставиме слепото црево на крак. Затоа што не сме доволно атрактивни, не сме доволно интересни. Мој професор на Джонс Хопкинс еднаш кажа, инаку добар експерт, познат што се историјата на Балкан, своевремено и многу активно во Босна и Херцеговина, еднаш кажа, на Балканот секогаш војните се водат за ресурси. На Балканот ресурсот кој што недостасува инфраструктура. Затоа војната во Босна беше за пруги, за мостови, за патишта, за груди. Затоа војните се секогаш на Балканот поврзани со патиштата, со пругите, со инфраструктура. Кога вие тоа го немате како поврзаност, кога немате никаква отвореност на регионот и немате присуство на силни мотори, вие немате и развој. Овие работи може да се негуваат. Еден позитивен пример кој што го забележав од неколку градоначалници од овој регион, кога ќе повика фирмите стационирани во Украина, кои што имаат и свои представништва во Македонија, при почетокот на инвазијата и војната агресија на Русија, да префрлат дел од производството во Македонија, 2-3 компании ги извозваа на тој поглед. Тоа е проактивниот пристап на нашите градоначалници, што може да направи промена, затоа што преместувањето на тие 2-3 представништва во Македонија значи че постои работување. Но значи ангажман на германскиот менаџер овде, кој што ќе зборува во Берлин дека немаме потребна Македонија поблиску до Европската унија. Тој начин на комуникација мораме да продолжиме, мораме да ги менуваме работите од корен, мораме да се бориме со корупцијата, затоа што очигледно ние е најголемиот проблем во Македонија и јас се надам дека нова влада предводена од Романа Додмане со нова енергија, со свеж кадровски потенцијал, кој што може да го даде максимум, со сериозна контрола на корупцијата, тоа може да направи. Тука ќе завршам и се радувам ако имаме прашања и коментари кога да продолжиме дискусијата. Благодарам. Благодарам. Од присутните дали има некои кои сака да постави прашање до нашите пани гости. Благодаря много. Прво ви благодарам за присъствието. Именно те най-големите познавачи на външната политика в нашата партия. Браво за организирането на външна политика. Ще успя да организира вакна трибина, която ще разпочнахме много интересни факти. Аз искам да видя накратко за доста можности за другите присъствия да поставят прашания. Има 3 прашания. Едното констативно. Другите под председател. Вие във вашето излагане споменахте дека не е България само. Тук има и други земји кои што се противат на нашето включване към Европската унија. И во последното гласање на извештајот на Европската комисија имаше 108 гласа за и 56 против. Дали имате по-конкретни информации кој бе против? Дали тоа е доволен индикатор да кажеме дека покрај Българија има и други земји кои што не го одржуваат. И таму ли неколку амандмани се донесоа кои што се преседан за Европската унија, дури од българските европредседници бевме наречени думари за Европската унија. Тоа за вас и за подпредседателот. Дали може да коментирате и вчера излезе некој нов пейпер од Австрија, кој што се однесува на земјите Македонија и другите од Западен Балкан. И неколку години се заговара дека е можно во Европската унија повеќе да не се вносат одлуките со консензус, туку некој нов начин на гласање. Дали тоа е реално или не е реално? Точно нашата обсервација во Европскиот парламент помина извештајот за Македонија, 13 извештаи позитивни за Македонија за отварање
цело широко слуша, само што не знам почнаме преговори. Постојат држави, многу позначено постојат партии во Европската унија кои што силно заговараат за закрилјање на проширувањето. И тоа е заради недостатокот на атрактивност на овој регион, затоа што не зборуваме за најбогатиот регион кој брзо се развива, туку зборуваме за регион кој што ќе би требало да помагаат, како тие зборуваат. Од тоа постои опасност да овие партии заземат голема сила. Многу едноставен пример ќе ви кажам за Франција. Ако Франција беше држава пред 5 години каде што председател Макрон дојде на крилјата на еврофилизмот, беше човек кој што пропагираше силна европска агенда, сега станува збор за човек, истиот човек кој што пропагира за многу голема внимателност. Знаем дека пред 3 години е го постави таа пастеризација на текот на преговорите, што значи дека имаме стартување на десно во француското општество, а тоа стартување кон десно е кон радикално десно. А таму се наоѓаат сили кои што пропагираат национално зацрствување, одделување на европските држави и затворање на тој европски пат. Додека сил дека не зборуваме ние нашата атрактивност дома, не можеме да очекуваме дека ќе имаме силни потрошувачи во Европската унија. И само како коментар на амандманите од страна на Българија што беа прифатени, тоа е класична слика на кичма од страна на нашата дипломатија. Вие кога немате дипломати, нешто што тој разговараше во Брисел да добиваат за вас, нормално е да Бугарија со многу посилна, офензивна игра дипломатска, успева да издейства тие амандмани да влезат во извештај и се дека ние имаме када квалитетен на лице место да помага, ние не можеме да имаме резултат. Само за подсетување, од 2017 година ние немаме амбасадор во Вашингтон 8. 3 пати се обидуваме да пратиме човек, 3 пати ни го враќаме. Благодарам ви на прашањата. Мислам дека се многу корисни. Прво во однос на статистичкиот предлог. Генерално има две струјења. Едното е на овие постари земјишници на Европската унија, кои што мислам дека треба да се затвори процесот и тука да заврши. Вториот е на овие земји кои што гравитираат кон југот, кои што имаат своји геостратешки интереси, кои што мислам дека процесот треба да продолжи. Добро е што Австрија даде таков предлог, но док се примарно носеше предлогот таму веќе се проблематизира полноправно членство, туку се оди на некоја форма на партнерство, со работа интензивирана и така натака. Што според мене е повторам сериозен проблем. Прво е проблем по причина што јасно треба да се знае регионот дали има или нема перспектива, но второ мислам дека многу зборува и за состојбите со владите во регионот, вклучувајќи Македонија, затоа што доколку ситуацијата не беше ваква како што е, веројатно немаше да има предлози да не се рекува, беше предлози да се рекува како се пријема. Мислам, Стефан не спомена инфраструктурата, причината зашто каснаме денеси, затоа што јас од Скопје до тука доаѓам од 3 часа и 20 минути. Доаѓам 3 часа и 20 минути, затоа што преглед градска експресниот пат кој што почнал да гледа како на влада во Рок беше 4 години застана, сега поеден камион дневно врти и само во посилја за враќање нема никаков напредок на патот, а во вториот дел на претвар се менуваат банкини, до сега 3 месеци броја, имаат сменето 200 метри сетка вака и се сменат и не се сменат. Да не зборувам за покрит Хичево како да се случува, или дека на нов автопат Скопје што е модерно на пат не може да се доведе. Така што во такви услови нормално е да не сме атрактивни за така атрактивно друштво кое што е собрано во рамките на Европската унија. Мислам дека е второто прашање или второто прашање? За консензус. Јас мислам дека нема да се смени, затоа што за да се смени треба да се огласи со консензус. Што треба сами државите да се договорат, нека одутре нема да има таа привилегија која што имаат сега, беате сите подносно санкциите на Русија дека одредени држави се користат ова право за да се наметнат собствени интереси. Така што не очекуваме дека се смени. Мислам дека е клучно
едноставно дека што ние се посветиме на работата дома. Тука општината или началникот Советот се дава пример дека може да биде. Като имаше началничка, која што никој не го знаеше дека игра началничка, камо ли да сработи нешто. Сега за 7 месеца се сработи, колку што за 4 години не се сработи бе. Така да мислиме дека тоа треба да е пример и за тоа што треба да прави централната влада, а треба да се фокусира на сериозно подобрување на состојбите дома, борба со корупција и привлекување инвеститори. Да ја напомниме Жабени, ова станува што е во прилеп колку е постојниве 2,94, зашто да не се спои цел путек од Прилеп до Битола со големи трговски капацитети, производствени и екзекутивни капацитети и така натаму. Hvala što